Поздравувам, драги присутни, и посакувам Божи благослов. За време библиската pouка, сестра Љубица рече дека сме малкумина. Вообичаено во вториот дел сме повеќемина, но дали тоа игра некоја посебна улога? Што мислите? На 20 април бевме полна сала. Може би во септември ќе имаме повторно полни сали. И човечки гледано тоа има голема разлика, нели? Ефектот врз нас е поинаков. Но, од аспект на вистината, од аспект од Божја перспектива, дали бројките имаат некоја улога? Зборувавме за Давидовиот попис, неговата гордост да покаже дека царството многу напреднало, ојачало, се зголемило на крајот од неговото владење во однос на времето кога тој седнал на престолот. И неговата амбиција да ја зголеми уште повеќе својата војска. И за едното и за другото, цитиравме од Патриарси и пророци, каде што Елена Вајт вели дека и едното и другото представувале спротивност со принципите на теократијата. Сега ќе погледнеме некои практични примери, за да видиме зошто е тоа така. Давид, значи, прво беше гордоста, а второто беше амбицијата да ја зголеми својата војска, да има поголема и посилна војска. Се поставува прашањето, дали за безбедноста, успехот и победите на теократската војска, бројот на незините војници игра некоја улога. Не. Од каде го знаеме тоа? Имаме многу примери низ историјата. Ајде да погледнеме некои примери денес. А ако даде Господ, следната сабота ќе погледнеме и некои други примери. Да отвориме прво во втората книга Мојсеева, или Излез, во 17-та глава. Излез, 17-та глава. Израелскиот народ тука е во време на Мојсеј, што туку излезен од египетското робство. Се уште не се дојдени до Синај, се уште не е даден законот, се уште, значи, тоа не го доживеале. Од двај им била дадена саботата во претходната глава со чудото на маната, секој ден кога паѓала мана, во шестиот ден паѓала двојна количина, за да во седмиот ден не падне ништо. И тој ден израелците да не собираат мана, туку да го јадат она вишокот од собраното во претходниот ден. Значи, колку е тазе Израел тука излезен од робство, и може да се рече дека е и најслаб. Во овој момент од израелската историја, израелците се најслаби. Значи, тие се што току ослободени робови, без никаква војна обука, без никаква државна организација, едноставно само една маса на народ со својот добиток низ пустината, и веднаш доживуваат напад од
едно диво племе, кој што Библијата ги нарекува Амалик или Амаликијците. Почнеме да читаме од 8 стих. Но тогаш дојдоа Амаликиците во војна против израелците во Рефидим. А Мојсе пак му рече на Исус, Навин, избери си мажи, па излези и бори се утре против Амаликиците. А јас ке застанам на врвот од гората и стапот Божји ќе ми биде враг. Кој беше тој стап, се сеќавате? Оној стап што стана змија, оној стап со кого Господ правил чуда пред фараонот, пред да излезе Израел од Египет. И ако се сеќавате, да ве потсетам, кога Мојсе се жалеше дека не е способен да биде водач, дека не бил речит, си наоѓаше изговори како да не биде тоа што Господ го повикал да биде, тоаш Господ поставува едно прашање: шо ти е тоа во раката? Едноставно сака да го реши тој проблем. Сите тие Мојсееви изговори да не биде водачот што Господ го повикал да биде, со стапот што го држал во неговата рака. Во овој момент, стапот овој Мојсеев, кој што самиот го нарекува Божји, веќе бил прославен со еден куп Божји чуда пред тоа. И Мојсей имал доверба дека Господ повторно ќе ги благослови преку стапот. Не преку силата на мажите израелски, кои што ќе се бијат долу во полето начело со Исус Навин. 10 стих вели: и направи Исус како што му рече Мојсей и излезе против амаликиците. А Мојсей, Аарон и Ор се искачија на врвот од планината. И кога Мојсей ги креваше рацете своји, надвладуваа израелците. А кога ги спушташе рацете, надвладуваа амаликиците. Видите, од што зависи исходот на битката. Воопшто не зависи ниту од мускули, ниту од храброст, ниту од мечеви, ниту од силата на тие долу таму што се борат. Зависало од рацете на Мојсей горе на планината. Значи, како замислите, еден фудбалски натпревар да не зависи од фудбалерите што се на теренот, туку да зависи од некој што седи таму на ложата, што тој прави и како прави. Многу чудна ситуација, нели? Повторно, кога некој атеист би го читал ова, непросветлен од Светиот Дух, би рекол каква е ова глупост, тоа е некој измислена приказна, ова нема врска со реалноста. Всушност, што е вистината? Вистината е дека Израел, како што реков, што току излезе од робство, без никаква организација, без никаква обука, без никаков тренинг, дисциплина, ништо, значи сосем почетник за еден нов живот. Тој немал ниту теоретски шанси да се бори со своја човечка сила против било кого. Против било кого. Секој, па и овие амаличани, би бил посилен од еден таков почетник, нејак почетник во пустината. Но затоа Господ го правил тој ефект. Секојаш кога Мојсеевите раце биле високо подигнати, тогаш Божјата сила делувала. Божите ангели биле, иако невидливи, на теренот. И израелците надвладуваа, како што вели овој превод. Кога пак Мојсеевите раце ќе отежнеа, ќе се изморија и ќе ги спуштал рацете, тогаш Господ ја ускратувал таа надприродна помош и на теренот се случувало тоа што би се случувало природно. Кога Израел сам со човечки сили не би можел да надвладае. Зошто пак Господ дозволувал? Што сакал да покаже со ова? Што сакал да покаже со ова? Зошто
им попуштал сега на амаличаните, тогаш кога Мојсеевите раце од умор ќе паднеле надолу. Затоа што израелците требало да научат веднаш тука, на овој почеток од нивниот слободен живот, да ја научат таа важна лекција. Дека во нивниот живот понатаму како нација, се ќе зависи од Божјата сила. Секој успех ќе зависи од Божјата сила. Значи, ако не е Божјиот благослов, ако не е Божјата сила, не може да има никаков успех. Успехот нема да се состои во вештината и силата на војската, во силата и цврстината на нечии мускули, во вооружувањето, бројот на оружје. Силата нема да се состои во ништо од сето тоа. Ке се состои само од Божиот благослов. Дванаесетиот стих вели: но рацете на Мојсей му отежна, значи, Мојсей повеќе не можеше ниту да ги крене, откако ќе се спуштеа од умор. Веќе дошло време кога не можело веќе трајно да ги крене. Толку се уморил. Затоа зетоа кабен и го ставија под него, па седна на него, а Арон и Ор му ги подпираа рацете еден од една страна, а другиот од другата. Така стоја рацете Мојсееви кренати до заедисонце и го победи Исус Амалик и неговиот народ со сечилото на мечот. Интересно. Сега ќе рече, од силата се наоѓала во Мојсеевите раце, за да победува Израел. Силата се наоѓала во Самсоновата коса, во Мојсеевиот стап се наоѓала силата. Некој може сега тоа така погрешно да го свати. Не, туку тоа се само символи на Божијата сила. Значи, Господ се послужил со Мојсеевиот стап како пример, како средство, поточно. Со Мојсеевите раце како средство, за да ја научи Израел таа лекција, дека успехот и победата нема да зависат никогаш во неговата историја од неговата сила, од неговата војска, туку од Божијата сила и од Божиот благослов. Но рацете Мојсееви се символот на тоа, да сватат како една илустрација, дека не е до нас тука на теренот што правиме, туку до Божиот благослов. И до Господовите ангели, како што ќе му рече Елисеј на својот слуга, тие што се со нас, не се плаши, тие што се со нас, на наша страна, се многу повеќе од оние што се на страната на сирискиот цар. Но неговиот слуга не ги гледал тие што се со нас. Тоа мноштво Божи ангели и сета небесна војска на страната на Елисеј. Значи, силата била Божја, но Мојсеевите раце, високо подигнати, бил Божјото дефинирано средство за, или неговиот воспоставен канал за тоа како ќе се излева Божиот благослов, или на кој начин ќе се излева Божиот благослов врз израелците во тој момент. Тоа не значи дека да се свати тоа погрешно како некоја магија, дека секој пат кога Мојсей или израелските водачи креваат раце, дека секојаш така ќе победуваат. Не. Тоа било, значи тоа нема некоја магија во рацете, туку за да се повторува тоа постојано и постојано. Туку тоа било само тогаш избрано Божје средство или начин како да го примат Божиот благослов и да имаат успех во победа. Што бисте дали примерите од Стариот Завет, каде што Израел, кога бил верен на Господа, победувал далеку побројни непријатели,
се единствените такви примери во историјата. Дали надвор од Израел познавате случај во античката историја, каде што некој со многу помала воена сила ги победува и ги разбива своите надмокни? Тоа не е тешко да се сетите. Благодарам. Александра Македонски со војска од 50-60 000. 3 пати ја победил персиската војска од над 300 000 војници. 5-6 пати поголема непријателска војска, што се однесува до бројот на војници, до бројната сила. Значи, и природно дури не е пресуден бројот. Дури и природно може да се победи. Може малиот и слабиот да го победи силниот и немокниот. Но, како што рековме, за разлика од дрскиот комунизам, не е доволно само ако малиот и слабиот биде храбар и решителен. Тоа не беше доволно. Туку ако малиот и слабиот биде верен на Господа, тогаш ќе може да победи надмокна сила. Да го разгледаме следниот пример. После Мојсеевите книги, кој пример ви текнува? Како? Исус Навин. Добро. После Исус Навин, што ви текнува? Како? Суди. Што има во суди? Кој е најпознатиот пример? Кој ви е најпознатиот пример од старозаветната историја, каде што со мала војска Господ разбива Гедеон? Очекував тој да го погодите, да се сетите на него. Мене па од Гедеон уште повеќе ме воодушевува, знаете кој? Мора да знаете. Мојот најомилен лик од Стариот Завет. Самсон. Ајде го почитаме прво Гедеон. За Гедеон станува збор во 6 глава од Суди. Интересно е, тука Израел се наоѓа под мадијанско или мидијанско робство, зависи како во кој превод се наречени. Во овој превод се наречени мидијани, што мислам дека не е точно. Можда подсетува на медоперсиците, на тие мидијани, тоа е друго. Туку мадијанци, мислам дека е поточен превод. Значи, едно арапско племе, потомци на Мојсей, инаку, на Авраам, се извинувам, потомци на Авраам од 6-тиот негов син по име Мадијан, кој што му ги родила втората жена, Кетура. Значи, едно племе кое што дури потекнува од Авраам, но станало паганско племе. Впрочем, сите потекнуваат од Ное, но повеќето народи што станале пагански, се испаганизирале, паднале во идолопоклонство, неморал и така натаму. Израел во времето на Гедеон се наоѓал под мадијанско робство и тоа за нив представувало едно тешко искушение. Само да прочитаме 6-тиот стих, вели, многу осиромаши тогаш Израел од мидијаните, вели овој превод. Значи,
многу сиромаши и повикаа синовите Израелови кон Господ. Значи, толку било тешко, толку било неподносливо тоа робство, што повикаа синовите Израелови кон Господа. И интересно е што, да скокреме неколку стихови, да не губиме многу време. Кога Господ го решил да го избере Гедеон како водач на Израел, кој што ќе го избави од мадијанското робство, 11 стих вели: тогаш дојде ангелот Господов. А знаете кој е овој? Ангелот Господов. И седна во Офра под Дабот, кој му припаѓаше на Јоас од родот на Авиезер, а синот негов Гедеон чукаше жито на гумното за да го сокрие од мадијанците. Значи, доаѓаат турците да соберат данок, ама многу фамилии знаеле каде да го скријат житото, за да платат помалку данок. Еве, тоа го правили израелците. Житото било се. Ако го соберат целото жито, или ако соберат премногу, семејството ќе гладува, населението ќе гладува. 12 стих вели: и му се јави ангелот Господов и му рече. Овие зборови со кои што ангелот сега го поздравува Гедеона, на него му изгледале како мајтап. Овој превод вели: со тебе е Господ, или Господ да е со тебе, мажу силен, или јунаку. Како си јунаку? Ве поздравил некој некогаш? Како си јунаку? Мене 1000 пати така ме поздравувале. Како си јунаку? Мажу силен, војводо. Зошто на Гедеон овие зборови му звучат како мајтап? Бидејќи во тој момент израелците се со толку паднат дух, толку поразени, толку немокни, толку поробени, толку газени, што овие зборови личат на мајтап. Ови се мајтапи со мене. Им одговори Гедеон: Господару мој, ако е Господ со нас, зошто не снајде сета оваа мака? И каде се сите негови чудеса, за кои не раскажуваа нашите татковци, велејки: Господ не изведе од Египет. Сега Господ не остави и не предаде во рацете на мадијанците. Да не читаме понатаму, Господ го праќа Гедеона, тој да ги избави и да ги порази мадијанците. Гедеон ќе му испече погача, дури вели му приготви и козле, и пресни лебови. Сето тоа сакаше да... Со сето тоа, Гедеон сакаше да добие некоја потврда или знак дека навистина Господ го избрал за таа задача и дека навистина Господ ќе го избави Израел. И во 21 стих, одnosno во 20-тиот, ангелот Божи му рече: земи го месото и погачата и стави ги на овој камен, а чорбата истурија. Тој така и направи. И сега ангелот сака да му го направи тој знак. Ангелот Господов го протега на крајот на жезлот, што беше во раката негова, и го допре месото и лебовите. И вивна оган од каменот, и изгореа месото и лебовите,
а ангелот Господов се сокри, поточно го снема од очите негови. И што рече тогаш Гедеон после ова чудо што го доживеа во 22 стих вели: и видеа Гедеон дека тоа беше ангел Господов. И рече Гедеон: помогни Господи Боже, зашто видов лице на ангел Господов. Значи он од тоа се исплашил. А Господ му рече: мир на тебе, или шалом. Не плаши се, нема да умреш. И Гедеон таму изгради жртвеник на Господ и го нарече Јахве Шалом. Со истите зборови. Тој стои и до денес во Офра, која им припаѓа на авиезерците, односно на тоа конкретно семејство. Да се префрлиме сега на 7 глава, бидејќи немаме време да ја читаме целата повест за Гедеон. Ако имате слободно време, направете го тоа во Патриарси и пророци. Прочитате што подетално и библискиот текст, цела 6 глава, што подетално се кажува и се зборува за него. Секога веќе Гедеон во 7 глава е веќе начело на Израел и тргнува во борба против мадијанците за да го ослободи Израел од нив. Ни се кажува во 7 глава дека израелците во првиот стих рано утрината беа сместени или улогорени во местото наречено Ен Харод, а мадијанскиот пак логор беше на север од него, кај ридот море во долината. И Господ му рече на Гедеон, 2 стих, што му вели на Гедеон? Прво, со тебе има многу народ. Па што да, колку повеќе, толку подобро, нели? Така си помислил сигурно и Гедеон. Што е сега проблем што има многу народ со мене? Видите што вели Господ. Со тебе има многу народ, не можам да ги предадам мадијанците во негови раце, за да не се возгордее Израел пред мене и да каже: мојата рака ме спаси. Не само што успехот и победата на Израел не зависи од многу војска, туку овде гледаме како Господ намерно сака да ја намали војската на Израел пред да почне битката. Затоа што израелците, ако победат со многу народ, самите израелци подоцна ќе се сомневаат: не ќе беше до Господ, мора ако не бевме ние. Ако не бевме ние 30.000 мажи. Нели луѓето така знаат да зборуваат и да размислуваат. Господ намерно сака да се намали бројот на израелците за да не се возгордеат. И како го намалија прво? 3 стих вели: разгласи да чуе народот и кажи: кој стравува и е плашлив, нека се врати и веднаш нека оди на гората Галаат. Значи дава прилика на сите што се коркачи да ја напуштат војската. Слобода за дезертирање, слобода за излегување и од гората да си гледаат сеир, ако сака, да бидат публика за битката што престои. И што се случило? Значи, замислите да победеа израелците со 30.000 души, колку што беа на почеток, сите овие коркачи ќе се гордее со својата сила.
И сега излегуваат такви, кои се тие што не им беше срам јавно да излезат и да посведочат со тоа дека се кукавици, дека се страшливци. И вели, и се вратија од народот 22.000 мажи, а 10.000 само остана. Колку беа коркачи? 22.000, од вкупно тие 32.000, 22.000 беа коркачи, а само 10.000 остана. Леле. Значи, да победеше Израел со 32.000, повеќето од кои се коркачи, тие коркачите ќе се гордеја дека они победиле со нивна сила. Останале 10.000. Значи, 10.000 се или храбри мажи во Израел, остатокот, или луѓе кои што им беа доволно горди, им било премногу срам да јавно да посведочат дека се коркачи. Па остана во редовите. Но 22.000 не им било ниту срам да кажат дека се коркачи. Кожичката им беше поважна од победата. Четвртиот стих, и му рече Господ на Гедеон, народ се уште има многу. Овие 10.000 уште се многу. Многу се. Одведи ги кај водата, таму ќе ти ги одберам. За кого ќе речам да оди со тебе, нека оди со тебе. А за кого ќе ти речам не треба да оди со тебе, нека не оди. Уште му се многу на Господ. Се замислите, Давид ги знаел овие примери од историјата на неговиот народ. И како сега изгледа во ваши очи неговата амбиција да ја зголемам војската на Израел. Да ги соберам сите способни мажи да ми служат војска, да и биде поголема војската и посилна мојата војска. Навистина изгледал како богохулие таквата желба. Кога самиот Господ на Гедеон му вели дека и овие 10.000 војници се премногу. И се сеќавате како Господ сега уште повеќе ги десеткува. И во 5 стих му го кажува правилото за распознавање. Тој го одведе народот кај водата и му рече Господ на Гедеон, кој лока вода со јазикот свој, како што лока куче, него стави го настрана. И исто така и сите оние што клекнуваат за да пијат вода. И бројот на оние што лока со уста со рака, значи само со дланка ќе грабнеа вода, колку толку да го освежат јазикот, кои што не покажуваат дека се премногу жедни, премногу омалаксани, утепани од жед, па да клекнат и да едноставно да локаат вода со устите право од реката. Оние што само се задоволуваа со малку наквасување на својот јазик, тие изнесуваат 300 мажи. А сиот друг народ клекнуваше на коленици за да пие вода. Од овие 10.000. Колкава е разликата? 10.000 минус 300 е еднакво на 9.000. Леле, колкава разлика. 9.700. Значи, колко проценти са? 91%. Толку многу. Скоро цела војска.
Само овие 300 души. И што вели Господ? И му рече Господ на Гедеон 7 стих: со тие 300 што лока ќе ве спасам и ќе ви ги предадам мидјаните во рацете ваши, а сите други нека си одат секој во своето место, сите дома да си заминат. Значи, од тие 10.000 кои што или не беа коркачи, или им беше премногу срам да кажат дека се коркачи, 9700 си отидоа дома. Страшно нешто. Тоа искако да кажете, од 100 души, 97 си отидоа дома. И само овие 3%, само овие 300 мажи, Господ ги избра тие да бидат војската што ќе го порази непријателот мадијанците. А да, која процент е од вкупните 32.000? Колку малку му треба на Господ. Наистина Господ може да победи и со малку, и со многу. Но ако победеше со многу, каде беше ризикот, опасноста? Да помислат израелците дека тие победиле со нивната сила, тие да се возгордеат. Со 300 души тоа не може да се помисли. Тоа е премногу огромна разлика. Вели дека мадијанците и амаликиците беа со нив, повторно овие. Беа толку бројни, толку големо множество, вели 12 стих. Како скакулци, вели, камилите нивни беа безброј. Каков зборел. Беа многу, како песокот на морскиот брег. Камилите што ги јаваа, што служеа наместо коњи за мадијанците и амаликиците. А овие се колку? 300 души. Тука не може се пофалат, победивме ние со нашата сила. Тука никој нема да се пофали, ниту еден израелец што и од оние што си отишле дома, од цела нација, никој нема да може да се фали, ние победивме, нашиот водач победи, нашата војска победи. Никој нема да може, никој нема да смее да го рече тоа. Сите ќе знаат дека се зависело од Божјата сила. Но, на човечката страна, одговорноста, уделот што го има човекот во сето тоа е верата во таа Божја сила. Верата и послушноста, кога тоа постои, Божјата сила ќе се јави. Дури и со малку. Почитате си за дома на кој начин Господ го победил тоа мноштво амаликици и мадијанци со само 300 израелци. А јас би сакал да се подсетам и да ве подсетам и вас на уште пофрапантен пример и од овој. Во времето на еден нареден судија, судијата Самсон, Господ направил уште поголемо чудо и од сите овие. Бидејќи во времето на Самсон, на Господ не му требаше војска. За мене најголемо чудо е кога еден човек со Божјата сила, еден човек со Светиот Дух, што го нареков за таа прилика воениот дух во една поранешна проповед. Еден Самсон, ама со Божја сила. Илјадници филистејци спроти него. И еден Самсон да ја порези, да ја утепа цела филистејска војска
не со меч, туку се сеќавате што? Со што? Со магарешка вилица. Еден човек или 1000 филистејци. Може ли тоа? Постои ли такво нешто во реалноста? Може ли најспособниот специјалец, командос, што сакате наречите, да речеме некој русин, со таква обука, може ли тој да победи илјадници, да речеме НАТО војници, тој сам? Не може, тоа не зависи од човечка сила, нема теорија тука. Еден Голијат да биде, па 1000 души ако се спроти него, ќе го победат. Пошто се 1000. Тоа е огромна, радикална разлика. Тука математиката не помага. Значи, ако во времето на судијата Гедеон, Господ ја намалил израелската војска на само 300 души, и тоа намерно, однапред кажано зошто, за да не се возгордее Израел. И да помисли дека со своја сила го победил непријателот. Со своја сила се ослободивме. Во времето на Самсон, Господ не му треба ниту 300, ниту 30 души. Само еден му требаше. И за жал тој еден не остана до крајот верен. Падна повторно заради жена. Но силата сама по себе не беше во неговата коса. Туку тоа беше Божиот дефиниран начин на послушност. Ако го одржи Назирејскиот завет, со кој што бил роден како посебен израелски специјален случај, специјалец. Ако го одржи Назирејскиот завет со кој што бил посветен уште во утробата на својата мајка, Господ и таа надприродна, таа семокна сила ќе беа постојано со него. Како што и пишува Духот на пророштвото, тогаш кога човечката сила, ќе го повторам и јас, тој цитат уште еднаш, бидејќи многу ми се допаѓа. Тогаш кога човечката сила соработува со која? Со божествената волја, не, се извинам, човековата волја, тогаш кога човековата волја соработува или се подчинува на Божијата волја, тогаш таа, што значи таа, која? Човечката волја станува семокна. Колку фрапантни зборови. Еве го, Самсон е жив пример. Ако Самсон не ја издадеше тајната, ако останеше послушен цело време на Назирејскиот завет, Божјата сила ќе беше цело време со него. Иако Самсон не беше некој совршен морален лик од пред тоа. Ама ако го држеше заветот, како што не било битно дали Мојсей во тој момент е верен или можеби го јадат сомнежи, туку било битно раците да ги држи високо за да победи Израел против Амалик. Тоа било битното. Како што не било битно израелците колку биле свети, грешни, добри и лоши во моментот кога ги јадеа змии во пустината, било битното да погледнат бакарната змија, што Мојсей ја изгради по Божја заповед, за да се исцелат од змијскиот отров. Тоа било битното. Нешто многу лесно се разбира. Така и сега во случајот на Самсон, иако Самсон не бил некој совршен морален лик од претходниве,
значи, записи за неговиот живот и неговото судење, неговото владење, така да речем, во Израел, неговото однесување помеѓу филистејците и воопшто, сепак, ако останал до крај верен на Назирејскиот завет, на тоа било од Бога дефинираното средство, каналот низ кој што функционира, се излева неговата благодат врз неговата посебна сила врз Самсон. Самсон немаше да загуби таа сила. Никогаш. Затоа за мене случајот на Самсон е најголемото Божјо чудо во овој контекст, на оваа тема. Бидејќи на Господа во неговиот случај не му требале ниту 300, ниту 30 војници. Туку само еден човек можел да се справува со цели непријателски војски, ама ако е Господ со него. Може ли од ова да постои поголем пример? Па не може, зашто Самсон е еден, не може, сега може и со нула, да речеме. Без секого се може, а без никого не се може. Мора да постои барем еден верен, кој што ќе соработува со Божијата волја. Не може без никого. Имаше ситуација во времето на Јосафат, кога Господ ги изведе израелците, значи, на бојното поле, и тие веќе, кога стигнале на бојното поле, ги видоа сите своји непријатели испоубрени, испотепани, испозагинати меѓу себе. Меѓутоа, и за тоа да се случи, че Господ направи самите меѓу себе да се колат, но и тоа да се случи, израелците претходно требаше да покажат вера во пораката што им ја испрати Божиот пророк. Значи, мора да постои човечката волја како фактор што ќе соработува, што ќе се фати за Божиото ветување, ќе се фати за Божиото Слово и ќе делува, значи верата, како што рековме, е жива, кога е жива, самата вера делува. Верата го прави веќе чекорот што води кон победа и кога Божјата сила се уште не се открива. Но треба да го направиме тој чекор на вера, да се фатиме за Божите ветувања, бидејќи Господ вели доволна ти е мојата благодат. И при секое искушение, колку да ни изгледа тешко, колку да ни изгледа големо, при секое искушение, Господ вели доволна ти е мојата благодат. Ако се фатиме за таа Божја сила со вера, ќе победиме. Нема да се изговараме како новата теологија, поразената теологија на денешниот адвентизам и протестантизам. Нема да се изговараме со слабоста на нашето тело, како изговор да грешиме. Гледам и Тасевски падна под таа теологија овие денови. Туку ќе се фатиме за Божиото Слово, за неговото ветување, за неговата благодат и ќе победиме. Тоа што сме слаби, тоа што телото ни е слабо, тоа не треба да биде изговор за грев. Туку што да биде, како апостол Павле што вели, тоа треба да биде уште поголема причина, значи да не се надевам на себе, на своето тело, штом сум слаб, на својата волја, на својот карактер. Ке рече некој, треба да си цврст карактер. Кој ќе те зацрсти, ако не си? Туку, тогаш кога сум слаб, тогаш сум силен. Значи, кога сум свесен дека сум навистина слаб и не се надевам на себе си, тогаш уште повеќе трчам да се фатам за Божјата сила, уште повеќе да се молам, уште повеќе кон него да викам за помош и избавување. Бидејќи неговата благодат, вели апостол Павле исто така, совршено се открива само во нашите слабости. Бидејќи
ако не сме свесни за нашите слабости, како и 32 илјади израелци во времето на Гедеон, секоја победа ќе ја сметаме за наша заслуга. Јас ги оставив цигарите затоа што сум цврст карактер, што имам силна волја. Добро, може би кај цигарите сум силен, тие не би биле некоја големо искушение, голема напаст, ама што правиме на друго поле? Секој има некоја слабост, некој греф или искушение за кој што е посебно слаб, посебно ранлив. И сатаната најмногу удира таму, каде што сме најранливи, најслаби. А Господ сето тоа сака да го претвори во победа, ако ја покажеме истата вера што ја покажал апостол Павле, дека Божјата сила совршено се открива во моите слабости, бидејќи тогаш кога сум слаб, кога сум свесен дека навистина сум слаб и немоќен, тогаш е приликата Божјата сила, да се фатам за неа и таа да го победи искушението, таа да го победи секој мој непријател. Нека му е фала и слава вечно. Амин.